Академија Александро се постави како светла точка во македонскиот спортски пејзаж. Главен виновник за формирањето на оваа фудбалска школа, но и за тоа децата да го засакаат фудбалот и да се научат на ред и дисциплина е фудбалерот Филип Спасевски, кој што е еден од тројцата тренери кои што циркулираат и ги учат децата во Академија Александро. Ние ова утро сме на еден необичен тренинг на децата кои што се дел од оваа академија и ќе разговараме со Филип Спасевски за тоа што значи да се биде фудбалер, но и што се нуди и на што се учат децата во Академија Александро. Филип, ќе ви посакам добро и убаво утро. Малку можеби необична средина нели за вас, фудбал под камери, но ајде да се вратиме можеби на почетоците или што е филозофијата на Академија Александро, која е филозофијата? Добро утро и на вас, благодарна за поканата на Алфа телевизија. Значи, ние имаме некоја филозофија, значи, план за работа, што го планиравме долги години и што од септември 2023 година отворивме школата и почнуваме да го остваруваме. Полека, без брзање, значи, постепено, природно да иде тоа, значи, природен пат со природен процес. Значи, нашата филозофија е преку квалитетна работа на тренерите, преку другарски пристап со децата, значи, бидејќи се уште се тие мали деца што тренираат, значи мораме да имаме некој другарски пристап со нив, за децата да дојдат тука, да го засакаат фудбалот, да ги научиме на најосновните работи, значи елементи за фудбалската игра, каде што понатака како што ќе се развиваат, ќе можат да се вклопат во било која екипа или било кој тим. Како се одвиваат тренинзите во Академија Александро? Вака сега, ние имаме наша цел, мислам, меѓу друго и меѓу филозофијата на работа е групите да бидат помали, значи да немаме групи, поголема група од 15 деца. Тренираме тука на теренот кај хотелот Александар Палас. Значи можеме да располагаме со термините, значи ги делиме децата во повеќе групи. Во повеќе групи секој согласно со својата возрастна категорија се тренира. Да бидат помалци деца на терен, значи максимум 15 деца да бидат во една група, каде што со 20 тренери на терен може на секој дете му се посвети внимание, секој дете да добие доволно можност за да ги покаже своите фудбалски вештини и да може доволно да работи за време на тренинг. Да, она што исто така многу интересно, што децата буквално секојдневно нели може да бидат тука на теренот на Александар Палас. Од веќе имате нови уписи во тек кои што почна неодамна. Кој се можеве да биде дел од Академија Александро? Значи, било кое дете на возраст од 5 до 10 години, кој што има желба за фудбал, кој што сака да проба да види како може да се упише во нашата академија, значи да се јави има на социјалните мрежи, може да провери, да се јави, да враша, значи да го донесе детето на пробен тренинг како сака да види како е. Било кое дете што тука се упишало, значи одма прифатено од сите деца, значи владе стварно другарство, имаме хемија и мислам дека тоа е клучно за убавата атмосфера на екипата, значи. Да, велите уписите се за деца од 5 до 10 години, пете навистина е на нели многу рана фаза да кажеме. На што се учат еве најмалите кои што доаѓаат и се запишуваат во Академија Александра? Па видете, со најмалите можеби најинтересно, меѓутоа е најнапорно и најодговорно се работи. Наша цел е да се спуштиме малце на нивно ниво, да ги научиме значи на некои најосновни работи како треба да се понашаат на терен. Значи каде што ќе им биде интересно, каде што ќе им биде забавно преку некои игри, најосновните елементи да почнат да ги совладуваат, да почнат да учат моториката, координацијата и да почнат да сеќаат топката, значи елементарната техника со топка.
Оно што е исто во денешно време еден голем предизвик, како и за наставниците, така и за вас тренерите, е дисциплината, но да се биде добар фудбалер, да се стане добар фудбалер, потребно нели ред и дисциплина. Како е во денешно време успевате да им ја донесете дисциплината на едно високо ниво на децата? Па, дисциплината не може да се донесе во ред со викање за дерење, сепак се тие многу мали деца. Пробуваме преку примери, значи со разговор преку примери, позитивни примери од професионални фудбалери како станали, зашто станале толку успешни. Преку некои примери да им објасниме зашто треба да бидат дисциплинирани, зашто треба да слушаат, зашто треба да тренираат. Кои се приоритетите на вашата фудбалска школа? Што е она што е приоритет и на некој начин да кажеме дека се разликувате од останатите? Па вака, значи, наш приоритет не е да биде ова фудбалска школа каде што ќе биде место за забава и рекреација. Значи, имаме и такви групи, меѓутоа наша цел и наш приоритет во оваа школа е да се работи од самите почетоци професионално преку многу тренинзи, надпревари, многу турнири домашни и интернационални. Значи, тие што не следат до сега може да видат дека сме стварно активни на тоа поле. И закажуваме надпревари со интернационални екипи, каде што ќе можеме преку тие надпревари да го подобруваме нашето ниво, значи да бидат во тек со напредокот на врсниците од Европа и да може значи да се снајдат и во тие услови. Кои се идните цели на вашата фудбалска школа? Како планирате ве понатаму во иднина да се развивате? Па планираме, значи, како што кажав на почетокот, значи наша цел не е да се развиваме брзо, значи наша цел е да биде тоа постепено, по природен пат, значи сега за сега сме на добар пат, значи по мене сметам дека сме на добар пат, не брзаме со ништо, значи наша цел е понатака, значи да се развиваме како да дојдеме до ниво на фудбалски клуб, каде што ќе можат децата од самите почетоци па се до професионалниот фудбалски пат да тренираат, да бидат со нас. Значи, тоа се нашите приоритети, тоа се нашите цели, сите цели до сега што сме си ги зацртале сме ги оствариле, па може би повеќе, така што значи јас сум убеден дека и тие цели ќе ги оствариме на крајот. Да, верувам дека многумина од децата кои што се дел од вашата фудбалска школа ќе се радуваат на ова, нели? Она што исто е интересно е дека изминатата година организиравте и турнир. Што планирате еве за ова лето? Така, значи ние лани организиравме турнир, помал турнир, значи мини турнир по 8 екипи за 2 генерации, каде што си поминавме стварно добро. Тоа ни беше значи како нешто пробно, да видиме како ќе функционира, како ќе успееме да се снајдеме. Се надевам дека екипите што беа наши гости дека помина добро. Имавме многу позитивни реакции, тоа ни даде поттик за оваа година да организираме малце посериозен турнир. Значи турнир што ќе биде по сите европски стандарди, каде што ќе има ивенти, каде што ќе има екипи од странство, екипи од Македонија и ќе се одржува од 5 до 8 јуни оваа година. Да, навистина интересен настан. Верувам дека и ние ќе бидеме дел од истиот, така што ви посакуваме во иднина да се ги остварите сите оние цели кои што си ги имате зацртано и понатаму да се зборува нели за фудбалската школа Александар, односно за Академија Александра. Фала ви многу, ќе ни биде чест да присуствувате значи, на нашиот турнир, ќе имате специјална покана, така што се гледаме во јуни. Оно што е најважно во фудбалот е редот и дисциплината, но и да се биде редовен на тренинзите. Оваа генерација млади идни фудбалери кои што можеби дел од нив ќе бидат и од репрезентацијата на Македонија. Ова утро ние ги прашуваме зошто токму тие одбра фудбал. Олег, добро ти утро. Зошто одбраве ти да играш фудбал и да се запишеш во Академија Александра? Од секогаш ми беше омилен спорт и сакав да го тренирам. Кој ти е омилен спортист и за кој фудбалски тим навиваш? Мојот најомилен клуб е Реал Мадрид и мојот најомилен спортски играч е Кристијано Роналдо.
Роналдо не игра веќе во Реал Мадрид, но се уште е твојот нели омилен фудбалер. Што учите во Академија Александра? Да играме со срце и да имаме желба да победиме. Алекс, зошто одобра да тренираш фудбал? Да тренирам фудбал за направам другари и знаев дека ми е интересно да играм фудбал. Кој е твојот омилен спортист и за кој фудбалски тим навиваш? Најувам за Барселона, омилен ми е Вирджил ван Дајк. Што учите во Академија Александра, што е интересно тука? Учиме да жонглираме, да водиме топки и техники и такви работи. Андреј, зошто одбра да тренираш фудбал? Јас одбрав да тренирам фудбал затоа што во моето училиште игравме фудбал со моите другарчиња и сакав да бидам подобар фудбалер за да можам да играм со нив. И сакам да освојувам титули во фудбалот и видов дека е многу интересен спорт. Што учите во Академија Александра? Во Академија Александра учиме да жонглираме, да дрибламе, да подаваме со топка и да правиме паради. Јас најмногу учам да факам силни топки. За кој фудбалски тим навиваш? Па детските навивам за Александра, ама за светските клубови навивам за Реал Мадрид. Јон, зошто одбра ти да тренираш фудбал? Па и јас сакав да тренирам фудбал, дека фудбал е интересен спорт и во таму ќе одиме многу во странство и нашата Академија Александро има многу победи, многу турнири одено во странство и сега сакаме да одиме за репрезентација да играме и многу медали да освојуваме. За кој фудбалски тим навиваш? За Александро. И ме се во оваа генерација јас сум најдобар дефендер и никој нема подобар. Ако веруваш во себе, ќе веруваш и ќе бидеш најдобар. Морам многу вежбање за тоа. Михаил, зошто одбра ти да тренираш фудбал? Одбрав да тренирам фудбал за да станам најдобар голман во Реал Мадрид. Значи за Реал Мадрид навиваш. А кој ти е омилен фудбалер? Омилен фудбалер ми е Криштијано Роналдо. Горан, зошто одбра да тренираш фудбал? Јас одбрав да тренирам фудбал бидејќи имав постари браќа и гледајќи ги нив се заљубив. Што учите во Академија Александра? Во Академија Александро учиме фудбалски вештини за еден ден да станеме врвни фудбалери. Кој ти е омилен фудбалер? Омилен фудбалер ми е Франциско Консисао. Тој игра во Јувентус. Никола, зошто го одбрава фудбалот за спорт? Ја го одбрав фудбалот за спорт, бидејќи е тимски спорт и може да се игра со други играчи, се игра со нога. Што учите во Академија Александра? Во Академија Александра учиме ние како се игра фудбал, да се шутира и да се пасува. Кој ти е омилен фудбалер? Омилен фудбалер ми е Кевин Де Брујне. Алекс, зошто одбра да тренираш фудбал? Па дека цела моја фамилија беше сите беа фудбалери. Што учите во Академија Александра? Шут, пас, играме понекад фудбал. Кој ти е омилениот фудбалер и за кој фудбалски тим навиваш? Омилен фудбалер ми е Ерлинг Халанд, а навивам за Манчестер Сити. Сандро, зошто одбра да тренираш фудбал? Дека ми е интересно и сум добар. Што учите во Академија Александро? Што учите? Пасови, шутеви и да играме фудбал. Кој ти е омилениот фудбалер и за кој тим навиваш? Омилен играч ми е Мбапе, а навивам за ПСЖ.